Вратите во џамијата Амди Бајрактар во Кичевското село Лисичани, во кое живее исклучиво турско население, и понатаму остануваат затворени за верниците кои го оспоруваат стариот, а го поддржуваат новиот имам. Објектот е под полициски надзор и покрај тоа што новиот имам, во духот на верата, инсистира на ненасилно решавање на недоразбирањата кои датираат од август минатата година. Дека ова не води на добро, дека ова води на дополнителни тензии, може да се појават и дополнителни последици, ради тоа што не се носат разумни одлуки, ради тоа што се меша некои фамилиарни или лични интереси. Затоа ги повикувам да ги остават сите тие настрана, знаејќи и тие административци кои се вработени во исламската верска заедница, знаејќи и тие барем верата, основата од верата, ако не поче, знаејќи и тежината што значи една џамија да не биде функционална. Непочитувањето на волјата на над 80% од местното население, конечно работата во џамијата да ја преземе легитимно избраниот нов имам Садан Даутовски, дополнително го зголемува револтот кај верниците. Според председателот на новоизбраниот џамиски одбор, Рушид Миртовски, тоа се должело на известни лични и политички интереси во исламската верска заедница, односно во Кичевското муфтиство. Проблемот е настанат во Австрија, со фалсификување на документи, злоупотреба на печати, можеме и да ги напоменеме и на имено, значи Омер Демировски има употребено, кој е во сродство со Енгин, Оџава Демировски, има употребено, значи, печат од тогашниот председател Икмет Алиевски, тоа има во изјава стои во документиве, значи тоа е класична злоупотреба на печат, прво. Второ, во тој состанок има учествувано лице од Македонија што има докази, Емин Зејно, што е вработено во МВР во Кичево. Значи овде се работи за некоја монтирана работа. Јас мислам дека има политика во оваа работа. Во сето ова работа има политика, бидејќи сите овие се поддржувачи на други политички структури. Гневни и лути се и оние кои биле, како што самите велат, лажно обвинети за насилство врз стариот оџа Енгин Демировски, а за што судот неосновано и ги осудил. Не сум само јас туку, од имамот оџата се тужени 20 граѓани од Лисичани и од исламската верска заедница за кршење на врати, за кои што изгубија спор и платија 15.000 евра. Бидејќи немаше нити битие на дело, нити кршење. Судот пресуди во наша корис и добивме ослободителна пресуда. Од една обична расправија, вербална расправија, дојде до тужби со лажни сведоци дека бил физички нападнат за руменило на раце во лека, и то не констатирани телесни повреди. Објектот, верски објект е под покровителство на исламската верска заедница се води, но овие граѓани што ги гледате овде и изградиле сами без ниту еден скршен денар од исламската верска заедница. И се јавуваат како сајби сопственици, тие сега вршат обструкции, значи. Револтираните лисичанци велат дека доколку ИВАЗа, односно Кичевското муфтиство, продолжи и понатаму да се оглушува на нивните барања за мирно примопредавање на клучевите од џамијата, тие ќе му ја откажеле понатамошната соработка и во иднина ќе дејствувале како самостоен верски субјект, по примерот на повеќе други џамии. Во моментов, заради ваквите состојби, лисичанци своите верски и духовни обреди ги обавуваат во џамиите во околните села, додека нивната џамија, која пред повеќе од 20 години ја изградиле со лични средства, зјае празна и заклучена.